Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Ве поздравувам сите вас од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Се радувам што ќе можеме денеска да се дружиме во ова наша утринска програма. Денеска сме 19 ноември. Еве неколку сервисни информации. Сонцето изгреа во 6 часот и 40 минути, а денеска ќе зајде во 16 часот и 6 минути. Што се однесува до временската прогноза, за денеска таа гласи вака. Умерено до значително облачно, попладне облачноста ќе се намалува. Ќе дува слаб до умерен, а вдолж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец. Тоа е прогнозата за денешниот 19 ноември. Што се однесува до температурата, во западните делови температурата ќе се движи од 0 до 8 степени, во јужните делови Гевгилискиот струмишкиот регион од 9 до 16 степени, во централниот дел Кавадаречкиот регион во Теквишијата од 7 до 14 степени, а некаде во крајните северни делови на нашата земја, на Република Македонија, од 7 до 12 степени. Претежно е утрово облачно во Кавадарци, скоро и магловито, но сепак релативно е се уште топло. Пред нас имаме уште еден ден што Бог ни го подарува. Пред да поминеме на останатите програми, односно на останатата наша програма, почитувани гледачи, на почетокот ние ќе се помолиме. Господи Боже, ти благодариме и за ова ново утро што ни го подари и за овој нов ден. Те молиме нека Твојата силна рака биде со нас, чувај, Господи, од секое зло и оградени со Твојот мир. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Драги гледачи, вие ја следите програмата на Гласот на надежда. Ова е утринска програма, христијанско радио, кое постои за вас. Секој утро споделуваме интересни содржини. Па еве и ова утро, утринската порака, сакам да ја споделам со сите вас, која ја наоѓаме во книгата на пророк Јоел, 3 глава, 14 стих. Час на одлука. Така е насловот за ова наша денешна утринска порака. Да видиме што вели пророк Јоел. Мноштво во долината на присудата, зашто е близу Господовиот ден во долината на судот. Да го проследиме сега, почитувани гледачи, коментарот врз основа новој текст Јоел 3 глава 14 стих. Пророштвото од 13 глава на Откровението објавува дека силата што е прикажена во символот на зверот со 2 рога, како кај јагне ќе стори земјата и низините жители да му се поклонат на папството, кој е прикажано со леопард. Зверот со 2 рога ќе им советува на земните жители да му направат икона на зверот. Понатаму ќе стори сите малички големи, богати, бедни, слободни робови да примаат жиг или печат на зверот. Зверот со 2 рога, како кај јагне, ги представува Соединетите држави. Пророштво кое ќе се исполни кога Соединетите држави со сила ќе го наметнуваат празнувањето на неделата, што Рим го смета за посебно признание на својата превласт. Но во ова почитување и на папството Соединетите држави нема да бидат сами. Влијанието на Рим во земите што некогаш ја признавале неговата власт уште не е уништено и пророштвото предскажува обнова на неговата власт. И видов едно од неговите глави смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. И сета земја се восхити и тргна под зверот. Цитат од Откровение 13 глава, 3 стих. Смртната рана
укажува на падот на папството во 1798 година. Укажувајќи на ова време, пророкот кажува: но неговата смртоносна рана беше исцелена и сета земја се воскити и тргна под зверот. Откровение 3 глава, 3 стих. Павле јасно тврди дека човекот на беззаконието ќе постои се до второто Христово доаѓање. На папството ќе му биде укажана почит во новиот како и во стариот свет, со тоа што ќе биде воспоставено празнување на неделата, зашто таа, неделата, почива единствено врз авторитет на Римската црква. Божето Слово предупредило на непосредната опасност што се приближува. Ако се отврли ова опомена, протестантскиот свет ќе искуси какви се вистинските намери на Рим, но тогаш ќе биде предоцна да се избегне неговата стапица. Сега треба да бараме длабоки и живи искуства со Бога. Не смееме да загубиме ниту еден миг. Еве, драги гледачи, ова беше пораката. Утринска, врз основа на текстот кој го најдовме во Јоил 3 глава, 14 стих. Но сакам малку да се навратам на овој коментар од самиот текст. Овде пророчото прогнозира, кажува, посебно во книгата Последна, во Откровението, дека големиот непријател на човекот и на Бога, сатаната, ќе се послужи со сите расположиви средства да ја наметне со закон неделата како ден за светкување. Иако Библијата вели 6 дена работи, а 7-миот е сабота за одмор, тоа му смета на сатаната. Тој ќе ја употреби оваа сила, како што овде вели, ѕвер со 2 рога. Ние знаеме според пророштвото, ова јагне, односно овој ձвер со 2 рога, ги представува Соединетите американски држави. Пророштво кој ќе го исполни токму таа држава и неделниот закон нема да дојде од Република Македонија или од некоја друга европска земја, туку ќе биде наметната таа сила, Соединетите американски држави ќе ја наметне таа сила, односно тој ден за светкување, а тоа е неделата, првиот ден во седмицата. Оде вели дека Соединетите држави и Рим ќе бидат соединети. Се мисли на папството, на Ватикан, бидејќи седиштето на Ватикан, односно на папството е токму во Ватикан. И вели, и сета земја се воскити и тргна под зверот. Значи, сите земји во светот ќе се обединат, ќе ја прифатат ова сила, односно ова наметнување за празнување на првиот ден во седмицата. Смртната рана укажува на падот на папството во 1798 година. Знаеме според историјата дека тогаш папството задобило смртна рана. Папата бил однесен во затвор од страна на Бертие, војсководителот, и таа рана 1260 години била како рана, но се зацедила. И некаде на почетокот на 20 век повторно Ватикан станува велесила, односно папството ја добива својата правобитна улога и сила. Но вели неговата смртоносна рана беше исцелена и сета земја се воскити и тргна под зверот. Павле јасно тврди дека човекот на беззаконието ќе постои се до второто Христово доаѓање. И затоа, почитувани гледачи, не треба се плашиме. Пророштвото ќе се исполни. Бог ги води на станите. Бог ќе каже кога треба да биде крајот. Наше е да едноставно ние ги пратиме пророштвата, ги пратиме знаците, да се молиме на Бога, да му бидеме верни, а Бог ќе го заштити својот народ и во овие тешки времења. Сега продолжуваме со една христијанска песна, а потоа повторно се враќаме во нашето студио. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot Tvoj. Mesto gordo
milost, ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom, moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Evo nepovtorno nazad vo емисијава. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои во меѓувреме се приклучивте и ја следите ова наша утринска програма во живо од студиото на Глас на надежта од Кавадарци. Кога станува збор за молитвата, зошто ни е потребна молитвата? Секој утро одвојуваме по неколку минути да размислуваме за вредноста, за значењето на молитвата. Навистина еден христијанин не може да живее без молитва. Како што ние постојано 3 пати или повеќе пати, 4 пати јадеме на ден, исто така потребна е молитвата да ја користиме и да ја спроведуваме во нашиот секојдневен живот. Зошто ни е потребна молитвата? Еве, на ова прашање ќе одговориме со неколку интересни, односно мисли кои верувам ќе ни се допаднат. Затоа што молитвата ни е потребна да духовно живееме и да имаме духовна сила. Мора да одржуваме постојана врска со небото. Во молитвата ние го отвараме нашето срце на Бога како кон својот пријател. Не затоа што на Бога му е тоа потребно за да го знае, бидејќи тој веќе однапред знае што нам ни е потребно. Но сепак Бог рекол: барајте и ќе добиете, тропнете и ќе ви се отвори. Молитвата е клуч во рацете на верата, кој ги отвара небесните богатства во кои се чуваат неисцрпни богатства на семокниот. Гледате, почитувани гледачи, каква предност имаме ако ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Тој е клуч кој ги отвара небесните богатства, небесните ризници. Тој е како клуч кога сакате да влезете во некоја просторија, е заклучена вратата, а вие го немате соодветниот клуч. А кога ќе го добиете, тогаш ја отварате вратата и влегувате внатре. Бог во молитвата ни го дал тој небесен клуч, кој можеме ние да ги отвараме тие небесни благослови, кој Господ ги држи, ги чува за тебе и за мене. Понекогаш се брзаме наутро и заменуваме на работа, меѓутоа во текот на денот се чувствуваме така слаби, така немокни, безуспешни, немаме благослов. Може да се запрашаме зошто е тоа така. Затоа да ја користиме во молитвата во нашиот секојдневен живот. Понатаму, молитвата го доведува срцето во непосредна врска со изворот на животот и го зајакнува верското искуство.
Интересно, уште еднаш ќе ја прочитам, ми се допаѓа ова реченица. Молитвата го доведува срцето во непосредна врска со изворот на животот и го зајакнува верското искуство. Молитвата прави да Бог се симне кон нас. Не, молитвата не го прави да Бог се симне кон нас, туку нас да не возвиши кон Бога. Значи, молитвата не прави да Бог се симне од небото кон нас, туку нас не води кон изворот, како што кажав. Не води кон Господа. Молитвата на верникот може да направи многу, што ниедна друга сила на оваа земја не може да го направи. Значи, молитвата на верникот, молитвата која е исполнета со вера, може да направи такви чуда на оваа земја, што не може ниту една друга човечка сила тоа да го направи. Кога Мојсија ги водил израелците во пустињата, знаеме какви чуда се правени. Кога Мојсија се молил на Бога, тогаш се случувале многу големи чуда. И сега да не ги спомнувам ради времето кога потекла вода, кога пагело мана, кога се отворило Црвеното море. Тоа биле случаи кога Мојсија се молил на Бога. И Бог работил преко Мојсија и се случувале големи чуда. И затоа Исус рекол, без мене не можете да направите ништо, да правите нешто. Не можеме без Бога ништо да правиме, почитувани. И затоа е потребно секој ден да бараме Негова присутност. Сатаната знае многу добро дека ќе му успее планот и сите негови зли мисли да ги наметне врз нас или во нас, ако сме без заштита Божја. Ако сме без заштита Божја, сатаната може да ги наметне сите своји зли мисли. Сатаната не може да поднесе кога човек бара помош од оној кој е негов силен небесни противник. Значи, сатаната е наш сатаната е наш противник и небесен противник. Сатаната не може ништо да ни стори ако сме ние под Божја заштита. Овде вели, затоа што Господ ќе се грижи за своето дете. Кога човекот се моли, или едно мало дете кога клекнува и се моли, сатаната бега на километри. Некој рекол дека молитвата е камшик за сатаната. Знаете што значи камшик? Она што ги ударат конјите кога ја влечат запрегата. Да, сатаната се плаши кога човекот е на колена и кога му се моли на својот Творец, на твојот Создател. Вели, на гласот на искрената молитва се тресе целата сатанска војска. Затоа да го довериме секој ден на Исуса Христа, да ги довериме своите планови на Неговата Божја мудрост и Тој да ни помогне да се завршат или да не се завршат нашите планови, да бидат според Неговата волја. Истрајноста во молитвата е многу важна да биде услишена молитва. Значи, истрајноста. Не само еднаш да се помолиме за некој предмет, за некоја потреба или за некоја работа. Не треба постојано да се молиме, почитувани гледачи. Секојдневната молитва е потребна за нашето растење во милоста, за нашиот духовен живот, како што храната му е потребна на нашето тело. Не треба да чекаме да се молиме само тогаш кога ќе се најдеме во неволја и кога ни е убаво и кога плановите ни се остваруваат, кога сме радосни, среќни, и тогаш треба ние да му упатуваме молитва на благодарност на Господа. И затоа нека навистина како што ние дишиме постојано, така да биде и молитвата дел од нашиот христијански живот. Продолжуваме со уште една песна, почитувани гледачи, потоа повторно се враќаме во нашата емисија.
moli se za mene. Moli se za mene, tipa, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas. Koga vodimo kad imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se tvoj čas, moli se za mene. Za tebe, gdje se molam vas, koga su na molitven čas. Za tebe, gdje se molam, Bog da vide so tebe tvoj čas. Moli se za mene, tipa, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas. Evo ne повторно назад, почитувани гледачи, во нашата емисија. Пред малку зборував за значењето на молитвата. Сите ви кои имате потреба да се молиме за вас, за ваши потреби, слободно напишите ги во чатот, односно во порака, а ние ќе се молиме во нашите следни утрински емисии, бидејќи постои посредничка молитва во која можеме да се молиме еден за друг. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал да ви понудам Библија, односно Нови Завет. Сите вие почитувани гледачи кои сакате да го имате овој Нови Завет на современ македонски превод, слободно порачајте, напишете ни во порака, а ние ќе ви ја доставиме преку пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата адреса. Значи, многу е лесно за читање, интересен е Новиот Завет. Секој дом треба да има Библија, односно, еве како што сега ви нудиме дел од Библијата, тоа е Новиот Завет. Исто така, вие кои имате проблем со цигарата, ви нудиме 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Бесплатна е ова брошурка, може да ја добиете на ваш адрес или ако имат потреба вашите роднини, вашите пријатели, вашите домашни со цигарата, еве овде се нуди план како да се одвикнеме на еден безболен начин, да ја оставиме цигарата, бидејќи нанесува многу болести во нашето тело. Не само тие кои ја користат цигарата, туку и за оние кои се околу нив. Затоа, еве, овој 5-дневен план е еден од најстарите и најефективни планови за откажување од пушењето. Овој план ги води учесниците низ 5-дневна програма со цел чекор по чекор да ги сменат своите дневни навики и да се откажат од пушењето преку психолошки мотивации, како што се потврдените изјави и промени во режимот на исхрана. 5-дневниот план работи на одвикнување на учесниците од
пушење. Овој план исто така ги обработува и проблемите поврзани за зголемување на тежината и други попратни симптоми при откажувањето од пушење и за нив дава соодветни активности кои помагаат да се надминат ваквите проблеми, секој да биде слободен од зависноста од цигарите. Еве, ви стои на располагање, почитувани гледачи, овој 5-дневен план. Ако имате потреба, јавете се, а ние ќе ви го испратиме, односно ќе ви го доставиме до ваша домашна адреса. Сега следува рубриката Животни искуства. Како што се сеќавате, почитувани гледачи, секој утро ние споделуваме по едно интересно животно искуство. Упатуваме повеќе до вас. Ако имате ваши искуства, слободно напишете ги, снимете ги, испратете ни ги, а ние ќе ги објавиме во следните денови. Овие денови добивме едно животно интересно искуство од една наша гледачка, господјата Васка Диванисова. Таа го сними своето искуство и тој веќе е овде со нас и ние во наредните 10 минути ќе го пуштиме, односно ќе го проследиме, така да во наредните 10 минути слушаме животно искуство на господјата Васка Диванисова. Божјата љубов посилна од смртта. Мрачен есенски ден. Се околу мене е некако тажно, влажно и сиво. Сонцето веќе неколку дена не се покажува. Некоја тага го исполнува моето срце. Им дозволувам на мислите да се вратат неколку години наназад. Се сеќавам како вчера да беше, збунета и исплашена. Деновите се нижат еден по еден. Почнува да се јавува страв. Ноќта е долга. Не можам долго да заспијам. Секој ден е различен и подинамичен. Некое тешко чувство ме задушува. Не се чувствувам добро. Со мене нешто се случува. Нешто не е во ред. Нешто силно ме стега. Ми се суши устата, срцето ме е скаменето. Многу сум повредена. Солзи паѓаат сами и се слеваат по лицето. Тешка болка ме притиска. Имам потреба на сите да им кажам колку ми е тешко и колку многу сум несрекна. Но остана само молк да ја кине мојата душа. Болно плачам и чувствувам студенило по моето тело. Се тресам како да барам помош. Целото мое тело е во грч, а солзите како да немаат крај. Сакам да заспиам и никогаш да не се пробудам. Колку сакав да е ова само еден страшен сон. Се тресам целата. Ми станува се полошо и потешко и ми станува јасно дека ова што се случува со мене не е сон, туку сурова вистина. Главата ми станува се потешка. Силно ме боли. Нозете ме напуштаат. Морам да одам на работа. Тагата во срцето сега е поголема од секогаш. Плачам како мало дете. Сега се е свршено. Постои последна надеж. Ке се убијам. Секако веќе сум мртва. Умреа моите соништа. Се ми се врти во главата. Морам уште еднаш да размислам. Но не знам колку сум во можност да мислам. Тагата ми е исполнува душата. Скршена и изгубена излегувам надвор и безсилно шетам во темнината која е како гроб. Безброј пати ми доаѓаат прашањата во главата. Зошто животот кон некои луѓе е толку суров? Од време на време се јавува искрена надеж. Се е толку празно. Се движам како во безвоздушен простор. Се чувствувам како роб. Користам смирувачки таблети и веќе станав зависна од нив. Сушност и не би можела без нив. Во мојата соба сум. Гледам околу себе. Собата ми е празна. Се свиткувам од болка и слушам еден глас кој ми вели: за тебе не постои надеж, подобро е да умреш. Во главата ми дојде една мисла. Се наоѓам на крстопат. Се сетив за мојата ќерка. Голема болка ме обзема. Боли, а јас сум толку немоќна. Ништо паметно не можам да смислам. Го слушам гласот на Бога и го чувствувам, а сепак не му верувам. Тој е тука, а толку далеку,
Излегувам надвор во темнината, ги гледам сенките, рацете и очите ме болат. Ги стегам и се молам. Животот минува. Секој ден е се потежок, а јас веќе и заборавив да се смеам, а копнежливо барав утеха. Доаѓа нов ден, полн со неизвестност. Не знам што ме очекува. Доаѓам од работа мртва уморна. Легнувам да спијам, но сон не доаѓа. Повторно се јавува истата болка. Ме стега и ме гуши. Плачам, станувам и ги семам цигарите, мислики дека ќе се смирам и мирот ќе дојде. Но мирот не доаѓа. Повторно се плашам и се прашувам, каде е Бог сега? Повторно го слушам гласот. За тебе нема надеж, скокни од балконот и умри. Излегувам на балконот со мисла да си го одземам животот. А сега слушам еден друг, тивок и нежен глас. Врати се назад и побарај го Бога. Но борбата во мене не престанува со прашањето. Каде е Бог? Каде да го барам? Па јас сум грешна. Зар Бог ме сака? И повторно се повторуваат истите зборови и на непријателот и на Бога. Кој ќе победи во мене, во моето срце ќе владее и ќе биде господар. Се наоѓам во недоумица. Плачам и ме кине незапирлива болка во душата. Повторно ми доаѓа тивкиот и нежен глас кој ми вели: побарај ја твојата пријателка. Тогаш решив да ја повикам по телефон. Таа ми даде предлог. Дали може да дојде со мене еден наш брат во Христа, кој се наоѓа во нашиот дом. Јас им реков да дојде што е можно побрзо, бидејќи умирам. Додека ги чекав, времето како да беше застанало. Додека шетав низ собата со болка во срцето, тие веќе пристигнаа. Веднаш забележав на нивните лица ведрина и мир, што и самата посакав да го имам. Веднаш потоа ми беше предложено заедно да ги испееме песните «Глеј Бог е љубов» и «Драга душо». Потоа клекнавме сите заедно и се молевме. И додека се молеше братот, моите солзи неконтролирано се слеваа и во тој момент почувствував како допир на две раце кои ми ги избришаа солзите и тие престанаа. Едно ново, непознато чувство се јави во душата, а тоа беа плодот на Господовиот дух, мир и радост. Ни најголемиот поет на земјата не ми можел да го опише тоа чувство. Тоа само може оној кој го прима со вера. Најголемиот миротворец во своето срце. Во тој момент поверував дека во мојот дом дојде спасението од Бога. Во моментот сакав и јас на Бога да му покажам јавно дека пред неговите сведоци, пред целото небо, дека го примам со цело срце. Потикната од Светиот Дух, одлучив да ги оставам пороците, тутунот, кафето, нечистата храна и надворешното украсување. Бог и неговите слуги беа сведоци на мојата одлука и промената на обратувањето, и тие се зарадуваа заедно со мене и целото небо. Јас донесов одлука и сторив завет со Бога на 31.8.1996 година во Охрид. Од тогаш па навамо Бог ми е на прво место. Го сакам со целото мое срце и секогаш ќе го сакам. Евангелието како радосна вест се прошири во моето семејство, што беше крунисано со радост кога и мојата мајка донесе одлука и се крсти. А сега со вера го чекам исполнувањето на мојата молитва за мојата ќерка и незиното семејство и тие да се приклучат кон духовното Божје семејство. Сега се борам во христијанскиот живот, но не сама. Сега Исус е со мене и во мене, и Тој ме води и ми помага во се, заедно со Христовото семејство. Го славам мојот Бог, се радувам на Него и го чекам Неговото повторно доаѓање. И сега, гледајќи го ова славно наследство, што би можело да му
припадне како откуп, каков откуп ќе даде човекот за својата душа. Иако може би сиромашна, сепак во себе имам богатство и достоинство што светот никогаш не би можел да ми го даде. Душата откупена и очистена од гревот, која сите своји благородни способности ги ставила во служба на Бога, има неизмерна вредност. И кога една душа ќе се избави, радоста на небото во присуство на Бога и на своите ангели се изразува со песна на света и победоносна прослава. Поздрави до сите пријатели на вистината и до оние кои не го познаваат, да го запознаат, да поверуваат и да го примат Христа за свој Спасител и Господ. Амин. Почитувани гледачи, тоа беше животното искуство на госпоѓата Васка Деванисова. Ве хорабровам и сите вас кои имате исти или слични искуства животни, ќе ве замолам, ако сакате, снимете ги, јавете се, дојдете во нашето студио и споделете ги вашето искуство или вашето искуство со останатите наши гледачи, за да се охрабриме дека Бог ги води и нашите животи. Поминуваме ни секакви премрежи, како е во претходното искуство што слушнавме, како госпоѓата Васка имала свој премрежи, но Господ ја водил, ја чувал и го запознал Спасителот на светот, кој може да не охрабри и да не осили, да не даде сила да преку тие наши животни искуства бидеме победници. Значи, биете слободни, снимете ги вашите искуства, испратете ги, а ние ќе ги објавиме во наредните наши програми. Сега следува рубриката за здрава храна или здрави рецепти. Ово утро се одлучив за нешто што го имаме во нашите, односно на нашите пазари, а тоа е крем од тиква и морков. Имаме доста тикви сега ова есен и моркови, така да може да се направи убаво јадење од тиква и морков. Значи, насловот е крем од тиква и морков. Ние сме, значи, во целосна сезона на тиквата. Ниско калоричен зеленчук, испакувани со јаглени хидрати, со бавно абсорбирање влакна, минерали и витамини. Сето тоа го има во тиквата. Совршена храна за студената сезона која треба наскоро да започне. Тиквата може да се подготви на многу различни начини. Неговиот сладок вкус ја прави совршена придружбата на секое јадење. Ајде денес да готвиме со овој лесен крем од тиква. Многу, како што спомнав, ниско калорично и совршено да се земе во секое време, особено навечер. Може да го послужи како единствено јадење за лесна и хранлива вечера или како придружба на риба и така натаму. Ајде да видиме како може да направиме ова крем од тиква, овој крем од тиква и морков. Потребни се 600 грама тиква. Сега ќе ги спомнам состојките, почитувани гледачи. 2 големи моркови, 1 поголем кромпир, прас и екстра девствено маслиново масло, секако и зачини, односно се става и сол. Како тоа да го подготвиме? Прво ќе го подготвиме целиот зеленчук, почнувајќи со внимателно отстранување на кожата од тиквата. Значи, ја сечеме тиквата на парчиња, а потоа ја лупиме. После тоа добро се мие и се сече на мали коцки. Се лупат и ги миеме морковите, се чистат, се лупат и морковите, се пресекуваат и тие на парчиња. Сега се очистува и компирот на парчиња, на средни коцки и сето тоа е подготвено. На крај, значи, го отстрануваме зелениот дел од празот и правиме неколку исечоци во центарот во форма на крст. Добро се мие и се отстранува секако земјата од празот и тој се сече на парчиња. За да подготвиме зеленчук, ставаме тепсија на оган со посипување на девственото маслиново масло. Откако маслото е жешко, се додава зеленчукот и се пржи
nekoliko minuti. Znači se podpržava zelenčukot, odnosno prazot. Ostavite zelenčukot da se goti 15 do 20 minuti. Ovdje veli bockajte so nož, za da potvrdite deka zelenčukot je nežen, odnosno deka poleka se vari. Otkako zelenčukot ke se svari, se meša so račen mikser, dodeka ne ostane lesen krem. Za da završime je jednostavno stavimo i solta i probame da li je to soleno, odnosno vkusno. Znači sve to se meša i se vari, na kraju se dobiva jedna prekrasna krem supa, odnosno jadenje koje je navistina zdravo, polno su do vitamini i korisno za naš organizam. Vi posako prijetno jadenje, počtovni gledači koje ke go napravite, setite se za nas, odnosno za naša ta utrinska programa. Сега одиме со една християнска песна, а потоа ќе одиме и на последниот дел од нашата утринска програма. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Učine su široke, al ne kao ljubav Božja. Planine su visoke, al još više ljubi Bog. Morsko dno je duboko, al ne kao ljubav Božja. Svemir je bez granica, baš kao što ljubi Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pararam, dam, pararam, pararam, dam, pararam, pararam, pararam. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ako tražiš istinu, istina je u Kristu. Smisao životu tvom, jedino daje On. Ako tražiš pravi put, On vodi prema Kristu. Jer Isus Krist je jedini, istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Evo ne nazad во нашата емисија, почитувани гледачи, дојдовме до последната рубрика во нашата утинска програма. Ке зборуваме за исчезнати градови и цивилизации. Едноставно ќе споменеме денеска за едно место кое во Библијата е многу често спомнувано, а тоа е Самарија, израелски велеград. Ајде да видиме што пронашле археолозите во врска со ова место, Самарија. Самарија, престолнина на Северното Израелско царство, била втор значаен град во Стара
Палестина. Според важноста го надминувал само градот Ерусалим. Сепак нејзината слава, убавина и богатство исчезнале додека Ерусалим се уште бил високо ценет во кругот на милиони христијани, евреи и мухамеданци. Патникот кој по добар пат се приближува од Ерусалим кон Самарија, во долината пред себе гледа рамнина во долината. Рамнината е обкружена со ридови кои се издигнуваат до 450 метри надморска височина и може да се забележа дури и од Средоземното море, а во низиното средиште се издигнува околу 100 метри стрмна висорамнина. Тоа е ридот Самарија што го купил царот Омри од Шемер за 2 кикара сребро, изгради на ридот град и го нарече Самарија според името на Шемер, собственикот на тој рид. Овде имаме цитат од првата книга до царевите, 16 глава, 24 стих. Омри, таткото на царот Ахав, со овој избор ја докажал својата мудрост, бидејќи Самарија имала извонредна стратешка положба. Ридот на кој што бил изграден градот од околните возвишенија бил толку далечен што тие воопшто не можеле да послужат како основа за негово заземање. Фактите покажуваат дека во текот на својата долга историја Самарија не била заземена од напад, иако била совладувана неколку пати. Во времето на пророк Илија, сирскиот цар Бен Адад речиси ќе ја заземал Самарија, во кој владел тежок глад, но таа на чуден начин била спасена. Интересно, бидејќи Самарија на брдо, тешко била усвојувана како место. Најверојатно градот тогаш паднал во 722 година поради недостиг од храна и вода, и се крена сирскиот цар против целата земја, се приближи до Самарија и ја држеше под обсада 3 години. Гледате, 3 години успеала Самарија да се одбранува од непријателите, но бидејќи истрошили храната и водата, најпосле се предале. Во 9-та година од владењето на Осија, асирскиот цар ја презеде Самарија, ги пресили израелците во Сирија и ги насили во Халхал и покрај реката Хавор во Газон и во градовите Мидиски. Тоа е цитат од втора книга до царевите, 17 глава, 5 и 6 стих. Ево уште неколку информации интересни, почитувани гледачи. Со пропаста на израелското царство, Самарија ни најмалку не изгубила од својата важност. Откако земјата станала асирска провинција, во Самарија се наоѓало средиштето на гувернерот. Својата водечка улога градот ја задржал уште со векови, иако се менувале они што управувале со него. По асирците го презеле вавилонците, потоа персиците. По заземањето на персиското царство, Александар Македонски во Самарија пратил свој доверлив човек, но жителите го погубиле. Затоа Александар тешко го казнил градот и во него населил македонски колонисти. Гледате до каде доприле македонците. И покрај се, Самарија останала непокорна и тврдокорна, па во наредните столетија често била разорнувана. Првиот што го сторил, тоа бил египетскиот Диходох Птоломеј први во 312 година пред Христа, потоа и владетелот Деметриус Полицетес во 296 година пред Христа и конечно макавејскиот цар Иван Хуркан од Јуда во 109 година пред Христа. Значи тоа се владетели кои го усвојувале ова место, потоа го губеле, доаѓале други, трети и така натаму. Интересно, традицијата за Јовановата смрт во Самарија нема историска основа. Значи се верува дека Јован таму страдал, ниту пак потврда од Јосиф Флавије, тој е еврејски историчар, а исто така и факт е дека Ирод Антипа, кој го погубил Јован Крстител, никош не владел со Самарија, туку како Тетрарх управал само со Галилеја и со источниот брег на Јордан. Тоа се податоци почитувани од Библијата, но како што може да видиме во оваа книга, исчезнати градови и цивилизации, археологијата ни ја потврдува веродостојноста на Светото писмо. Таката денеска, кога ја читаме Библијата, со целосна доверба да ја веруваме, затоа што тоа е Божје писмо, Божја книга.
Не е тоа фалсификат, не е тоа книга за мали деца како некој што сака да кажат. Библијата е книга, писмо од Бога, која е пишувана во долг временски период од 1600 години, 1500 години после Христа и 100 години пред Христа. Значи, тој период е опфатено, ќе се исправам, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа, кој го опфаќа тој период со сите податоци, со сите важни работи за нас како луѓе кои денеска ја имаме таа света книга во наши раце. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на денешното наше дружење. Ви закажувам повторна средба утре наутро во 8 часот и 30 минути. Пред да се одјавиме, сакам да ве повикам, ако имате ваши прашања, сугестии, потреби, како да ја уредиме ова утринска програма да биде уште поинтересна, попривлечна со други содржини, слободно напишете ни во порака или јавите се на нашиот дежурен телефон или на мејлот кој може да го овде долу погледнете, да го видите, така да едноставно овие утрински програми да бидат освежување за сите нас и навистина денот да ни почне со молитва, со убави работи и да бидеме благословени. Ви посакувам убав петочен ден. Утре немаме емисија и задутре, слободни сме, ќе се јавиме, ќе се видиме, ако Бог даде живот и здравје, повторно во понеделник во 8 часот и 30 минути, а до тогаш бидете со здравје, останете, бидете благословени и чувајте се. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.